Епидемиолозите препорачаа, владата прифати. Од денеска целосно се тргнати антикорона рестрикциите. Полицискиот час за прв пат после подолго време се укинува, а угостителските објекти ќе може да работат со вообичаеното работно време, до полноќ, односно до 01 часот за време на викендите. На свадбите и прославите ќе може да има повеќе од 100 гости, но не повеќе од 50% од капацитетот на угостителскиот објект каде се организира прославата и само на отворените тераси. Дозволено е одржување на настани на отворено со максимум 1000 посетители. Докторите велат, олеснувањето на мерките било очекувано, бидејќи е лето и опасноста од ширење на пандемијата е намалена. Но признаваат дека причина број 1 за олеснување на рестрикциите е да се спаси економијата и да му се помогне на туризмот. Сепак стравуваат дека широм отворените граници би можеле да бидат опасност во земјава да влезе опасната индиска мутација на коронавирусот. Апелираат дека неопходно е македонските власти да воведат задолжително ПСР тестирање за сите домашни и странски туристи кои доаѓаат од ризичните земји. Секако дека има опасност и тука би требало да се изигра малце посериозно на граница, значи пропуск на колку ќе го пуштиме да влезе кај нас, но за сега ние имаме една отворена политика кон соседните земји и кон други земји, каде што веќе таму е утврден индискиот сој и да, лесно може да прилета со некој од Турска, од Египет, кој што се во моментов луѓе на одмор да не дојдат тука и кај нас. Заштитата ПСР тестовите, кои што би можеле да се изработаат пред да дојдат граѓаните повратно во нашата земја. Вакцинацијата си стои секако дека треба да се убрза и треба да биде помасовна. Дополнителна опасност за ширење на вирусот е фактот што вакцинацијата доцни. Доктор Евковски алармира дека обемот на имунизација мора веднаш да се засили, а надлежните да обезбедат што е можно поголем број на вакцини. Вакцинацијата треба да продолжи, таа треба да биде помасовна. Цело време тоа го апелираме лекарите дека сепак вакцината нуди таква заштита и е многу пред другите кога се вакциниран. Тоа е една мерка на дополнителна мерка на заштита, не е значи тоа лек, не треба така да се свати во целата приказка околу пандемијата, но за жал кај нас малце народот не смета дека што ме вакциниран дека е целосно заштитен и потоа веднаш паѓаат маските и уште што е најтрагично паѓаат маските и паѓаат сите заштитни мерки уште во првите 2-3 недели кога се случуваат и веќе имаме доволно реинфекции на луѓе кои што се вакцинирани со прва или втора доза. Имунизацијата во Македонија стартуваше со вакцините на Pfizer и Sputnik, кои беа донација од Србија. Аденовиве продолжува по истиот терк, со вакцини донирани од Турција, 30.000 дози на Синовак и 20.000 вакцини на AstraZeneca кои за имунизација на повозрастните граѓани ни ги подари Грција. Во меѓувреме, надлежните се уште немаат точен датум кога ќе стигне долго најавуваната нарачка на 500.000 кинески вакцини Синовак. Нема ни одговор зошто доцни испораката на 200.000 дози на руски Спутник, количина што беше најавена за крајот на мај.